се сакам да се заблагодарам што одвоевте од своето време денес и сте овде заедно да наздравиме и да си посакаме среќни празници. Ни остануваат уште неколку денови од оваа 2018 година. Во овие неколку преостанати денови да се обидиме да ги воочиме негативните работи и да се радуваме на сите позитивни случувања и постигнати успеси. За општина Кавадаци и за мене како градоначалник сметам дека 2018 година беше успешна година, но тоа не значи дека 2019 не може да биде уште поуспешна. За постигнатиот успех е виновен целиот тим кој напорно работеше. Благодарност до сите нив, драги вработени во локална самоуправа, драги советници, службеници. Оваа година измината несебично го дадовте својот труд да реализираме голем број на проекти. Се надевам дека во 2019 сите заедно ќе постигнеме уште повеќе. Проектот Мој општинар изминатата година беше главна водилка за реализирање на повеќе акции и оствари многу реализирани проекти поединечни во своите райони. Овој проект целосно го оправда своето функционирање, а резултатите ги надмина и нашите очекувања. На вас, драги општинари, ви посакувам во наредната година да бидете уште поголем пример за останатите општини за тоа како што треба да функционира една културна општина. Соработката со ЈП Комуналец и нивната ангажираност дефинитивно во 2018 година беше на едно највисоко ниво до сега. Општина Кавадаци во моментот, ќе бидам нескромен, има можеби најдобра опремена и подготвена противпожарна единица. Се надевам дека во 2019 година ќе биде на прво место. Останатите јавни институции безрезервно излегува во пресрет на општина Кавадарци. Заедно ги реализиравме неколку акции во време за безбедност и квалитет на граѓаните во нивниот живот. Почитувани присутни, представници на приватниот бизнис сектор, голем дел од вас во оваа година беа партнери на општина Кавадаци и како општествено одговорни компании донираа за нашата заедница, за доброто на сите нас, за нашите деца и заеднички вложувавме во нашата иднина. Голема благодарност до вас и се надевам дека во година што доаѓа ќе имаме уште поголем број на компании. Во празниците што следуваат, посакувам сите да бидете насмејани и среќни, да ги исполните вашите и нашите домови со љубов и радост. Бидете сплотени со своите семејства и посекувајте си желби. Во овој момент сакам да упатам и покана до сите вас да ја дочекаме 2019 година на градскиот плоштад. Од моја страна како градоначалник, покрај ова што ми беше напишано, сакам вака со мои зборови лично да ви се обратам, поготово на оние јавни институции што се под локална самоуправа, под наша ингеренција, на државните институции во делот на општата болница, здравствен дом, полицијската станица, ЈУГ, граничната организација која што има Кавадаци, Центар за управување со кризи, одбрана и сите други министерства кои што имаат своји поддржни единици тука. Една голема благодарност за целокупното функционирање на општина Кавадаци за тоа што општината без нив не може да биде тоа што треба. Благодарам уште еднаш, нека ни на здравје годината што изминува, наредната нека не биде беричетна и сретна. Ова година во политиката од 20 поминати ми е најтешка и најубава. Што значи најтешка? Многу работа, голема одговорност, како председател, ја бев само советник, големи обврски, а сето тоа ми го наметна градоначалникот Митко Јанчев во една позитива. Неговите амбиции ме натера ова година да бидам зафатен по 15 сати дневно и со задоволство работам, помагам колку што можам. Ние донесовме не знам колку одлуки, преко 500 или 600 одлуки на 19 редовни седници и 9 ворени. И бројките сами кажуваат, вие видовте дека на последната седница имавме 60 точки на дневен ред, кај што беше и буџетот. Сакам да им се заблагодарам на советничите групи на двете страни, и на едната и на другата, за големата соработка. Имавме дискусии, али се во интерес на градот. Насоката на Кавадарци, што ја води градоначалникот, води кон едно не големо партизирање, него, да кажам, некоја децентрализација во политичките партии, и тоа беше и моја агенда и во избори и пред избори и од поодамна, дека политиката треба да биде политика само кога треба да се водат кампањи, а интересот на градот, изградбата, вработувањата, да биде интерес на сите граѓани подеднакво. Тоа го реализиравме со градоначалникот ова година. Ја оценувам дека многу сме позитивни, се надевам дека наредна година еден чекор плюс ќе одиме од ова што сме го направиле ова година.
Сега само да не должам многу сакам да им посакам на граѓаните на град Кавадарци среќни новогодишни божични празници, да ги убедам дека Кавадарци ние целта да го направиме убаво за сите и верувам дека ќе успееме кога имаме добра соработка, имаме и со Совет и со градоначалникот. Администрацијата се издигна на едно повисоко ниво од тоа што беше претходно и ги уследи една награда од градоначалникот, финансиска инекција, треба и тие да имаат морал за работа. Мислам дека целта ја постигнуваме уште во првата година. Насоките се исти, нема да менјаме во агендата, уште само ќе дозираме со поголјак интензитет. Да ги поздравам вашите гледачи, ценети гледачи, да му честитам престојните божични, новогодишни празници. Господне и за вас здравје и живот на сите. Па оваа година мислам како Совет на општина Кавадарци, ние како советичка група на СДСМ и јас како координатор мислам дека е успешна година за општина Кавадарци. Непобитен факт е дека во Кавадарци се гради. Ние како советичка група се што беше аномалии и недостатоци од претходното раководство успеавме до некаде да ги отстраниме. Че ги нагласам, тоа не е никаква тајна, дека успеавме јавната расвета во Кавадарци да го понишиме тоа јавно-приватно партнерство, потоа хидроцентралата на Лукар, па паркинзи, тоа сега се ќе биде во јавна собственост, ќе биде на општина Кавадарци. Се надевам дека 2019 година ќе биде уште по-добра. Оваа година и владата на Република Македонија ја помогна доста со значителни средства во општина Кавадарци. Се радам дека и 2019 ќе биде уште по-добро. Најпрвен да ги поздравам граѓаните на општина Кавадарци, поздрав до вашите телевизиски куќи кои што цело време, нон-стоп не пратат како Совет и како политичка партија. Како ја оценуваме? Одлично. Сите проекти кои што ни беа предвидени во буџетот за оваа година, за 2018 година, се исполнети во целост. Па можеме да речеме дека и некои што не беа предвидени ги исполнивме, односно ги остваривме, ги реализиравме. Така да со една оценка, ако ја оценуваме работата од 1 до 5, тука имаме чиста петка. Ние како политичка партија сите одлуки што беа дојдени од страна на администрацијата на чело со градоначалникот, ги прифативме и ги гласавме сите за, позитивно, додуша и политичката партија на Социјалдемократскиот сојуз и таа гласаше за. Мене ме радува тој факт затоа што програмата која што настапува градоначалникот беше изборна програма на ВМРО-ДПМН и со тоа сакам да кажам дека ние како ВМРО-ДПМН сме премногу задоволни од реализацијата на оваа програма за во 2018 година. За 2019 година се амбициите многу големи на градоначалникот и на нас како советничка група. Сето она што е предвидено на седницата за усвојувањето на буџетот, кој што ги образложи градоначалникот, се надевам и посакувам да бидат и тие исполнети. Ако од тоа што беше кажано на седницата за буџет исполниме 70 до 80%, јас и мојата политичка партија ќе бидеме премногу задоволни. Затоа што ќе набројам само неколку капитални проекти. Имаме изградба на нов кружен тек кај винарската визба Тиквеш. Ќе отпочнеме со работа, односно со кејот, доградба на кејот, посебно во село Ваташе, каде што емотивно сум врзан јас. Имаме отпочнување со работа на градскиот пазар во капиталните проекти и овие другите, мислам дека нема потреба да ги спомнуваме, тие се тековни, се гледа на дело дека како функционира локалната самоуправа, начело со градоначалникот, а ние како советничка група на ВМРО-ДПМН секогаш сме биле за добрите проекти и ќе ги поддржаваме. На крајот сме остануваат уште неколку денови во предвечерието на новата 2019 година. Сакам да упатам честитки до граѓаните на општина Кавадарци. Пред се да ми даде Господ многу здравје, среќа, успех и беричет. Пред се беричет, бидејќи ние сме земјоделски крај. 2019 година да ја дочекаме, да огрее зората, да се стават овие црнила кои што се надвиснали над Македонија да бидат зад нас и конечно да тргне Македонија по реформскиот пат, по патот на Европската унија и по патот на НАТО, по оној пат по кој што и ние како политичка партија се водиме и ние трасирано уште од 90-те години.